Баш на Светле Никола, денеска е во присуство на директор за Агенција за млади спорт. Отпочнуваме со активности во градскиот стадион Тиквеш, така да на наше барење не удоволи Агенција за млади спорт после толку време да почнеме со реконструкција на градскиот стадион. Според еве неофицијални информации, после 70 години имаме активност од големо значење, комплетно ретвизирање на градскиот стадион, што значи подземна инсталација во делот на водоснабдување, односно наводнување на самиот стадион, акумулација на вода синхронизирано со нов травник и комплетна навилација. Ја мислам дека со ова ќе добиеме еден пример од европски градски стадион, кај што можеме и попримерно и подобро да играеме. Нормално и општина Кавадаци со градскиот клуб кој што постои повеќе од 70 години како Тиквеш, како фудбалски клуб, да постигнеме подобри резултати. Уште една сакам тука да изразам мојата благодарност до Агенција за млади спорт за несебичната поддршка, пошто ова е така една значителна поддршка од 12-13 милиона денари и не е секојдневна работа, така да наредните 20 години нашите и дечиња, и фудбалери, и спортисти ќе може да играат на убав терен од европски характер. Голема чест и задоволство ми е што денеска тука како прв човек на Агенцијата за млади спорт заеднички со градоначалникот отпочнуваме, односно внесуваме во градба за градежни активности на стадионот, градскиот стадион Тиквеш во Кавадарци, со што правиме една работа која што после 70 години почнува реконструкција, ревитализација на самиот стадион. Со тоа покажуваме дека се грижиме пред се за спортот, за спортската инфраструктура и секако со оваа вредна инвестиција покажуваме дека се грижиме за спортистите. Градот Кавадарци ќе добие терен кој што ќе биде современ терен, европски терен кој што ќе можат фудбалерите секако да го прават она што најдобро знаат да го прават и со тоа покажуваме дека се грижиме за спортската инфраструктура. Јас сакам да се заблагодарам на сите инволвирани, на општината, на сите граѓани на општина Кавадарци што помогна и секако дополнително дадоа импут за отпочнување и секако реализација на овој проект. И со ова сакам да кажам дека како Агенција за млади спорт се грижиме за спортската инфраструктура и пред се децата, младите спортисти да ги вратиме на спортските терени и со тоа да покажеме, односно да ги отстраниме оние сите негативни влијанија кои што ги имаат, односно сите оние негативни појави кои што се случуваат во општеството и преку спортот, кој што е една моќна алатка да покажеме дека можеме да воведеме пред се ред и пред се секако спортски аспект во функционирањето на децата. За овој проект чини повеќе од 12 милиони денари или околу 200.000 евра и ќе биде завршен за некаде околу 2 до 3 месеца според договорот кој што го имаме со изведувачот и со ова покажуваме дека и како влада, секако Агенција за млади спорт и владата силно вложува во општина Кавадарци и со тоа правиме еден сериозен исчекор дека се грижиме пред се за граѓаните, но секако со овој потек највеќе за спортистите. Јас сум убеден дека ова ќе биде еден дополнителен мотив и за фудбалскиот клуб тука во Тиквеш да остварува уште подобри резултати, па здравје Боже до година или во некоја од наредните години да го гледаме во прва лига, да се радуваме сите на успесите и со тоа да покажеме дека фудбалот и како заслужува да се негува пред се тука во Кавадарци и секако кавадарчани заслужуваат да имаат инвестиции од ваков калибар. Ова е голем ден за нас, ден за спортскиот клуб, фудбалскиот спортски клуб Тиквеш, за да има многу подобри услови во моќното надпреварување, за да има еден прав стадион кој што ќе ги гае сите работи за фудбалерите, кој ќе биде на европско ниво, да почнат и младите категории да ги уклучуваме што повеќе да се уклучуваат во овој проект, да имаме една цврста, стабилна екипа која што во иднина ќе може да направи успех и да влезе во прва лига, да игра и на европски рамки. Со тоа и се заблагодаруваме на Агенцијата за млади спорт и на градоначалникот Митко Јанчев што успеа да издунат еден ваков проект кој што е од голема важност за градот Кавадарци и за фудбалскиот клуб Тиквеш. Уште еднаш му се заблагодарувам и очекувам и понатаму уште една инвестиција за стадионот на фудбалскиот клуб Тиквеш да биде од европски рамки.